ние ќе ја побараме и ќе ја поздравиме нашата драга колешка Ирина Спировска, која пак ќе се обиде да ни го пренесе вкусот, мирисот и сите бенефити на медот. Пролетно издание на Денови на медот. Иренче, добро утро. Добро утро, Суза. Поздрав до тебе и до сите гледачи кои што утринава се на фреквенцијата на телевизија Алфа. Ние ова утро се јавуваме од срцето на нашиот главен град, поточно од улица Македонија, каде што токму денес започнува пролетното издание на манифестацијата Денови на медот во организација на пчеларското здружение Матица. Ново и убав настан, домашните пчелари и производители на мед ги изложуваат своите производи и им нудат можност на граѓаните во ова пролетно време, кога на сите ни е потребно да бидеме здрави и да имаме добар имунитет, да користат квалитетен и убав македонски мед. До мене од еднава страна е Гоце Мирчевски од Промед, долгогодишен пчелар и човек кој што со традиција семена се занимава со медот, кој што секако е и дел од тој иницијативен одбор што е одговорен за овој убав настан. Гоце, председател, добро утро. Добро утро и од мене, од овдека од центарот на градот, улица Македонија, како што може да видите, Денови на македонскиот мед, пролетно издание. Морам да напоменам дека самата манифестација Денови на македонскиот мед, која што традиционално се одржува во месец септември. Минатата година го имавме 20-тото издание, односно 20-тиот јубилеј. Како еден доказ дека работата сме ја завршили онака како што треба и тоа што самите посетители, купувачи кои што доаѓаат и не посетуваат овдека на улица Македонија, побара, односно ни укажаа дека едно издание годишно е малку за да може да се снабдат со мед. Затоа веќе овдека во месец април 4-то издание на пролетниот дел, односно пролетното издание на манифестацијата Денови на македонскиот мед, која што веќе традиционално и секогаш била организирана од пчеларското здружение Матица. Колку излагачи оваа година учествуваат на ова пролетно издание на Денови на медот? Околу 20 на пчелари, меѓутоа морам да напоменам дека тоа се пчелари од сите краишта на Македонија, членови на нашето здружение. Секако, освен медот, на штандовите на сите учесници на Денови на македонскиот мед нудат и богат избор на останати пчелени производи. Точно така, значи на едно место може да се најде не само медот, туку буквално сите пчелни производи, поленот, восокот, прополисот, матишниот млеч, како и комбинации од истите тие производи. Она што сакам да напоменам дека пчеларите, изложувачите кои што изложуваат своји производи овдека стојат на располагање на сите купувачи, на сите посетители за одблиску да можете да им ги презентираат, да им ги објаснат сите бенефити од користење на пчелните производи. Во услови кога и во маркетите им се нуди на потрошувачите мед од различно потекло, со различно производство, која е предноста да се купи мед од локални пчелари? Домашното си е домашно. Наше автохтоно, има повеќе предности. Како прво купувате мед кој што е од вашето, односно од нашето поднебје тука. Од една страна, од друга страна можете да се запознаете со пчеларот, да ви пообјасни, доека во маркет не можете да добиете такви информации од каде е медот, кои се бенефити од користење на медот или на другите пчелни производи, како да го користат матишниот млеч, бенефитот од користење на сите пчелни производи, сега да не ги напоменувам поединечно. И тоа е еден дел од страна на купувачите, меѓутоа еден дел од нашава страна, тоа е зајакнување на нашето домашно производство, еден мотив плюс за да може да бидеме уште подобри, да може да се осовременуваме, да може да инвестираме во пчеларството и да зајакнеме, да кажеме, онаа мала микроекономија. Секако, Гоце, ти благодарам. Од мојата лева страна е Душан Чорбич, председател на пчеларското здружение Матица. Низ годиниве успеавте од овој настан, од оваа манифестација, на вистина да создадете едно популарно и омилено место, барем за скопјани, но и за останатите посетители, да дојдат и да знаат со сигурност дека ќе може да си најдат квалитетен мед и останати пчелни производи. Добро утро до вашите гледачи. Пчеларското здружение Матица е основано 1958 година. Има долга традиција, а дел од таа традиција е овој фестивал. Ние непрекидно 20 години го организираме фестивалот
И фестивалот се организира со сите пропратни работи што треба да ги има. Значи, сите овде што излагаат се членови на Сдруженијето, сите имаат регистрирани пчели, сите имаат однесено метна анализа со кој што докажуваат дека медот им е во ред, и сите ние имаме документ од АХВ дека имаме просторија во која го полниме медот. Значи, тоа како здружение не дозволуваме да било кој од страна дојде, значи ние гарантираме за сите овие што се тука, со тоа и да нагласам дека сите имаме етикети, на самата етикета мора да ги има сите овие податоци што ги кажав, заради следливост и на производот што се вика. Така да мислиме дека од наша страна е се направено и ги повикуваме граѓаните да дојдат и да си одберат и матичен пчелар и свој метод кој ќе го конзумираат. Што рече Гоцев дека ќе им се пообјасни кој мед за што повеќе помага. Обично препорачуваме на помладата популација повеќе ливацки, на повозрасната повеќе шумски, пошто е појак и побогат со минерали, али тоа на самото место понека повела да си дојдат и ќе им се објасни. Каква е побарувачката за медот и расте ли низ годините? Па ја мислам дека побарувачката е добра, затоа што ние порано имавме она правило као луѓето јадат мед во зима. Сега баш и затоа и го организираме овој фестивал, затоа што има и нови генерации што сваќаат дека медот не е лек, па сега ќе купам кога ќе сум болен, него веќе го имаат како додаток во исхраната, така да луѓе на редовна база го конзумираат за подобрување на имунитетот, сега идат пролета, алергии, ова, сите сакаат да си го појачат имунитетот, во комбинација со полен, прополис и млеч, има разни можности да си го поткренат имунитетот. И затоа препорачуваме да дојдат тука, затоа што сето она што е другото по пазар и недопроверено во маркети не го препорачуваме, него само директно од македонски пчелари. И уште една напомена, македонскиот мед е многу подобар од странските медови. Ние сега имаме мед кој што е од наше поднебје, каде што имаме повеќе сончеви денови, каде што е посозрян, погуст, имаме медови што се убави планински, ливацки и шумски медови. Така да е греота да се купува од некоја држава, не знам од каде, и непроверени работи што се носат. Ова пролетно издание на денови на македонскиот мед всушност ќе трае 3 дена. Па да, четврток, петок, сабота, тука сме, се надеваме дека времето малци ќе се подобри, да не биде барем врнежливо по цел ден, да денеска се најавува и сонце дека ќе огрее одреден дел од денот, така да си викаме ако сме заслужили ќе не огрее и сонце. Со тоа што да напоминеме дека штандовите се отворени од раните утрински часови, практично од 8 часот па се до? Па до 19, ама и до 20 часот сме тука додека ги собереме медот, али од 8 до 8 нека повелат тука сме. Каква е цената на медот? Дали е унифицирана кога се работи за овој настан или секој производител има право да си даде собствена цена за својот мед? Ние како здружение мислиме дека цената од 600 денари е во ред и таа цена не е променета, мислам 5-6 години стои таа цена, ако не и повеќе, со тоа што 600 денари е минималната цена. Некој од пчеларите, ако мисли дека има некој мед што е редок или од некои ретки билки, може слободно нагоре да оди, али не сме да оди испод таа цена. Така да цената е 600 денари. Што очекувате од ова пролетно издание? Се забележува уште сега во рани утрински часови дека е раздвижено на улица Македонија. На прво место очекуваме зголемена комуникација со граѓаните. Ние никогаш кога ќе заврши фестивалот не викаме толку мед продав, толку пари зедов, него повеќе гледаме колку контакти сме направиле, колку визит карти сме поделили и со колку луѓе сме размениле мислење. Затоа што ние сепак сме повеќето скопјани, може после да не побараат, ако им се бендиса медот да им носиме после на дневна база, така да повеќе е таа идеја да се спојат граѓаните со продавачите, односно со пчеларите. Практично и еден вид едукација, не само продажба на производ. Ние како здружение се обидуваме да ги покриеме сите сегменти. Преку есен-зима одржуваме предавања на земјоделски факултет, правиме посети на саеми за пчеларите, али и делот со потрошувачите го покриваме со овие манифестации што ги организираме на пролет и на есен. Имавме оваа година организиравме доста луѓе сакаат и изразуваат желба да почнат со пчеларство. На земјоделски факултет организиравме еден ден, го нарековме Апи форум за почетници, каде што имаше луѓе кои што сакаат да почнат да се бават со пчеларство, така да имавме некоја бројка од 65 учесници, така да и тој дел го покривне и мислиме дека се обидуваме во сите правци да делуваме како здружение.
Јас ви благодарам и вам и на Гоце за одвоеното време и за можноста во овие рани утрински часови и на самиот старт на пролетното издание на Денови на македонскиот мед да информираме пошироката јавност. Ќе ви посакам да ви биде убаво овие 3 дена, да имате можност да ги презентирате производите, а што повеќе граѓани да си купат нешто што е природно здраво и што сигурно благопријатно ќе делува на здравјето. Благодариме и до вашата телевизија што стално не покривате и не рекламирате, затоа што мора да се направи тој медиумски исчекор за да луѓето видат дека сме тука и да не посетат. Благодарим. Секако со големо задоволство и понатаму ве следиме. Еве тука некаде јас ќе го заокружам денешно утринско јавување во живо со уште една покана за сите дека следниве 3 дена тука на улица Македонија од 8 часот наутро до 19 па и 20 часот навечер можете да ги видите овие дарови на природата, медот и останатите пчелни производи и со сигурност и гаранција да купите нешто што е здраво, вкусно и убаво за вас и за вашето семејство. Сузе, од мене толку за денес. Благодарам многу, Иринче. Еве покана и од мене за сите граѓани кои што одамна не си набавиле некакви пчелини производи, а знаеме дека медот е единствениот производ кој што можеме да го консумираме и по кој и по 100 години нема да се расипе, значи ако ги чувате на добро место, ако не се изложени на силна светлина или на сонце, медот и по 100 години вашите потомци ќе го најдат и можат да го консумираат. И за медот се тврди дека е единственото нешто кое во случај на елементарни непогоди, војни и така натаму може да ни помогне да преживееме доколку имаме мед и вода.